Великиот светител Никола пловел и спасувал по Житејското море. А оваа стара црква Свети Никола пркоси на времето околу 150 години. Еве светител кој постојано го пишува Евангелието Христово од небото со своите чуда. Непознат факт е дека изворното име на градот Мира е всушност Струмица, на љубава напуштена црква во светот. Таа заслужува во некое наредно време своја дислокација. Амин. Благослови душе моја Господа, благословен еси Господи. Внукот со 100 крштење по председателот. 100. Ношти си, мамо, мори помина, крај студен бистер, мамо, кладенец. Со дедото дете до камењето дојдовме и ни тој ни кажа: овде сум паднат од мајка, да го памтите. По делата ќе те препознам. Култот на Свети Никола во светот и во селото Маврово. Селото Маврово, во кое што денес се наоѓаме, е најпознато по Мавровското езеро, по чистиот планински воздух, по изворските води, по пештерите, водопадот, националниот парк, кој што е познат по реткиот дивеч, и по шарпланинските куќиња. Инаку, ова село е посакувана дестинација за спортистите, посебно за оние љубители на белите спортови, но и за рибарите, за велосипедистите, за планинарите, а од неодамна и за љубителите на конјичките тури. Но денешната средба со селото Маврово за нас е од поинаква природа. Ние сме тука заради духовното благо на ова село, заради црквите и манастирите. Во ова село се изнедрил првиот архиепископ на возобновената Македонска православна црква, Охридска архиепископија, господин Доситеј, чија родна куќа била токму тука. Останете со нас за да ги споделите нашите доживувања со старо и духовно Маврово. Името Маврово, кое значи црно поле, и било дадено на областа по некоја голема битка во минатото. Мавровското поле, низ кое течела некогаш Мавровската река, било потопено во 1953 година, со цел да се акумулира денешното вештачко Мавровско езеро. Крајбрежјето на Мавровското езеро, обрабено со планините Бистра и Шар планина, се закитило со повеќе Божји невести, цркви Христови. 3 од нив на овој мал простор се посветени на еден од најголемите светители во историјата на православието, Свети Николај Мирликиски. И покрај бурните времиња кои пустошиле на овие простори, во крајот на Мавровската белина обстојува култот на овој светител со векови. Еве светител кој постојано го пишува Евангелието Христово од небото со своите чуда. Токму затоа и го носи името Свети Николај Чудотворец. Неговото лице светело како лицето на Мојсеј. Свети Николај Мирликиски е роден во градот Патара во Ликија во Мала Азија, денешна регија на Анталија, Турција. Роден е во 250-та или во 270-та година на 15 март. Неговите знаменити и богати родители Нона и Теофан го добиваат како Божји дар на млади години, и
to je bil sin Edinec. Za vremena krštevkata sam je odstojal 3 časa v kupelot, odavajte i taka počet na Sveta Trojica. Ne prihvatjal da bide dojen od majčinite gradi vo sreda i petog, osven ednaš na večer. Ime to go dobil po njegovi od striko Nikolaj, a vo naši od kraj je poznat kako Sveti Nikola. I to znači pobjeda na narodot. Striko to je bil episkop na gradot Patara, prvo go reko polaga za djakon, a potom i za sveštenik, izgovarajući gi pritoa proročkite zborovi. Gledam kako novo sonce se rađa na zemljata i ja nosi so sebe milostivata uteha na džalnite i ojadenite. Sveti Nikola se zamonašava u manastir od Nov Sion, osnovan od njegovi od striko. Po upokojovanju to na njegovite roditeli go razdava cijeli od imot na siromašnite. Nepoznata ta legenda povrzana su liko na Sveti Nikola se odnesuva na njegovo to skrijeno daruvanje na jedan siromav čovek koji imal 3 ćerki, a koji je naumil da gi dade vo blud za da preživeat, vidjeti nemal miras za da gi omaši. Sveti Nikola skrišno mu frl kese su zlatovo domot, so što roditelot uspel poducna česno da gi omaži ćerkite. Treti od pat tatko to uspel da go vidi sve od dobrotvor, a Sveti Nikola go zakolnal za vremena životot nikomu da ne kažuva, pa zeći se taka od čovečkata sujeta. Ljubovta na Sveti Nikola kon Gospoda bila ogromna i to je rešava da zamine na svetite mesta kada što Gospod Isus Hristos živel. Za vremena plovidbata kon Egipet se krenela silna bura. Po molitvite na svetitelot ta se smirila, a žalosta i sravotke prisutnite se pretvorile vo radost. Jedan od mornarite podocna padnal od kormiloto i umrel. No, po molitvite na Sveti Nikola, to je pred site prisutni voskresnal. Slučkite koji se odnesuvat na njegovata zaštita na site koji plovat se mnogobrojni i zato Sveti Nikola je patron i zaštitnik na moreplovcite i mornarite. Na denot na njegovi od spomen brodovite porano zastanuvale i prenotjevale, a denes zastanuvat i svirat, odavajki mu taka čest na svoj svetitelj i zaštitnik. Поборник исповедания православной веры, равного Отцу Ima bezbroj čuda koji se povrzani so vodite, po koji to je odjel kako posuvo. Jedno od čudata od ponov datum se slučilo vo Rusija. Svetitelot go spasil vebato koje je padnalo vo vodite na rekata Dnjepar i go ostavil da prenoći vo hram od Svete Sofija. U Tredenta tamo go našle njegovite roditeli i ušte povaće go slavile svojot zakrilnik. Kako zaštitnik na decata se srećeva i na poštenskata Marka vo Ukrajina. Po poklonovanju to na svetite mesta Gospodovi, veliki od pastir naumil da zamine vo pustina. No Božji od glas mu se javil i mu rekol: Nikolaj, pojdi na podvig među narodom, ako sakaš da bideš od mene ovenčan. Togaž to je zaminuva vo gradot Mira, čiji ostatoci denes se kre mesto to Dembre vo Turcija. Gradot Mira vo toa vreme bil glaven grad na cijela Likija. Nepoznat fakt je teka izvornuto ime na gradot Mira, spored koji svetitelj odnosi ime to Birlikijski, je v sušnost Strumica, spored leksikonot na Hoffman od 16. vek.
Во периодот кога доаѓа светителот во мира, се опукал тамошниот архиепископ Јован. Неколку епископи имале видение дека Божја волја било архиепископ да биде оној маж кој изутрина прв ќе лезе во црквата по име Николај. Така и се случило. Свети Николај долго одбивал да го прими овој чин, но се согласил заради видението на кое тој се сетил дека го имал порано, а го запишал цариградскиот патријарх Методи. Тој вели дека Николај го видел Спасителот во слава, како му дава Евангелие украсено со злато и бисери. Од другата страна била Пресвета Богородица, која на рамењата му ставила омофор. Денес, разрушениот храм во мира е сведоштво за неговото житие и дела од тоа давнешно време. Како Бог то человек, возможи Твоја святыни, величие проповедати. Свети Никола како голем пастир живеел не за себе, туку за другите. Неговата облека била прескромна. Се хранел испоснички еднаш дневно навечер. Вратите на неговиот дом било отворени за сите. За време на гоненијата на христијаните од римскиот цар Диоклецијан, Свети Никола е затворен во Зандани, каде трпи глад, жед и закани за смртна казна. Со доаѓањето на благочестивиот цар Свети Константин Велики, христијанството станува официјална религија. Сите затвореници се ослободени. По молитвите на Свети Никола е разрушен и идолскиот храм на Артемида. Со цел да ја затврти христијанската вера од ереси, царот Константин го свикува првиот Вселенски собор во црквата Света Софија во градот Никеа во 325 година. Во оваа црква, која денес е исламизирана, присуствувале 318 свети отци на соборот, меѓу кои бил и Свети Никола. За настанот на овој собор, монахот на студентскиот манастир Јован забележал: понесен од Божјата ревност како втор пророк Илија, тој среде соборот го засрами еретикот Ари, не само со збор, туку и со дело, удирајќи го по образот. Иако најпрво оците од соборот го лишиле од архиерейскиот чин, поведението што го имале повторно го вратиле во своите редови, препознавајќи дека светителската смелост била угодна на Бога. Од тоа време на некои од иконите на Свети Никола се среќаваат насликани Христос со Евангелие и Мајката Божја со омопор во рацете. Исто така се слика и со црква во едната и меч во другата рака, со кој се символизира духовниот меч со кој тој ја бранел својата црква. Радуй се, триедев непорочный невестителю, радуй се, чистоты усердный. За време на гладот во мира во 311 и 312 година, Свети Никола на сон му се јавил на еден трговец и во раката му оставил 3 златника, со молба тој да дојде во мира и да го продаде своето жито. Трговецот тоа подоцна и го сторил, со што градот се спасил од глад. Познато е и спасувањето на тројцата невино осудени луѓе од страна на Свети Никола. Пред овој настан, неправедно осудените го повикуваат неговото име за брза правда и ослободување. На оваа случка очевидци биле и тројцата војводи, Непотијан, Урс и Ерпилион,
koji i samite nabrzo padnale nepravedno kleveteni vo nemilost kaj carot. Ponivnite molitvi do sveti Nikola, toj im se javuva na son na caroti eparhot, veleći im deka tije se nevini, pošto tije bile oslobodeni. Sveti Nikola doživel dlaboka starost. Živel 93 godini, a spored drugo datiranje 73. Pokratko boleduvanje se predstavil pred Boga na 6. dekembri, odnosno 19. dekembri po novi od kalendar, vo grad od Mira, odnosno Strumica, vo 343. godina. Hram od Vomira bil razrušen od strana na Turcite, a moštite na sveti Nikola se preneseni vo grad od Bari vo Italija na 9. maj 1087. godina, kada i denesena odjad vo crkvata koja go nosi negovoto ime. Радуйся, лоза добродетельная винограда Христова. Del od moštite na sveti Nikola se preneseni vo Venecija za vremena krstonosnite vojni. Stignele vo ovaj grad na 19. dekembri po novi od stil vo 1101. godina. Радуйся, мира Христова благоухания. Радуйся, яко тобою отгонится рыдание. Kult na sveti Nikola postoji od 5. vek, od koga postoji i njegovo žitije. Toj vo pravoslavijeto se odbeležuva i sekoj 4. vo sedmicata zajedno so site apostoli. Negovata svetiteljska i duhovna dimenzija za volja navestinata se počituva samo vo pravoslavijeto. Vo zapadnoevropskite zemlji, vo Velika Britanija, Germanija, Francija, Holandija, Belgija, Luksemburg i mnogo drugi, sveti Nikola go prepoznavat vo izmislenata prikazna za Dedo Mraz ili Santa Claus, što dođa od imeto Nikolaus, koji skrišno im nosi podaroci pred Nova godina i Božić na bližnite, a posebno na decata. Trite statuje na sveti Nikola denes vo Denvre, nekogašna mira, se tipičan izraz na trita različni percepciji na hristijansko to nasljedstva na golemi odsvetitelj. Golem je brojot i na crkviti manastirite vo Makedonija, koji se posveteni na veliki od sveti Nikole čudotvorec. Među njih se crkvite vo Skopje, vo Ljuboten, selo to Psača, selo to manastir kraj Prilep, Ohrid, Štip, Mavrovo i mnogo drugi. Veliki odsvetitelj Nikola plovel i spasuval po Žitejsko more. A ova stara crkva Sveti Nikola prkosi na vremeto okolo 150 godini, od koji 50 godini se bori s obranovite na Mavrovsko jezero, koje što je potopuva i zamrznuva, reči si se koja zima. Koja je istorijata na ovoj hram i što može da se stori za da toj se sočuva kako kulturno-nacionalno blago? Evo do koji saznanja dojdovme. Najstarata crkva vo Mavrovo, posvetena na sveti Nikola, taka narečena Leten, gradena je od rekanskite majstori vo sredinata na 19. vek. Kambanarijata, spored datiranjeto, je izgradena vo 1912. godina, a osvetena vo 1925. godina. Izgradena je so dve skalila podzemljata, kako što naložuvale propisite vo tursko vreme.
Во самиот храм, според сведоштвото на жителите, имало еден гроб, а покрај црквата 5 до 6. Ова е една од ретките фотографии кои ја прикажуваат црквата пред незиното потопување. Стручно мислење за оваа црква, за незината архитектура и иконостас, побаравме од професорот доктор Сашо Цветковски, историчар на уметноста. Црквата во Маврово е посветена на Свети Никола, а светител исклучително многу почитуван во 19 век и бројни се неговите цркви во пределите на Западна Македонија, но и пошироко. Инаку, самата црква е градена некаде на почетокот на 50-тите години на 19 век, а внатре, значи, иконостасот е од 1853-4 година граден, тој е мермерен и извонреден иконостас и еден од ретките во Македонија од периодот на преродбата со таква конфигурација, расчленетост и пред се изборот на материјалот. Тоа е мермерен иконостас со парапетни плочи и со мотиви декорирани на самите плочи. Инаку иконите се изработени во 1855 година и сите престолни икони се дело на Дичо Зограф. Тоа се 8 престолни икони на Богородица, Христос, Јован Претеча, на патронот на црквата Свети Никола, Вознесение Христово. Тоа се заеднички икона на Свети Димитри, Свети Георги и Архангелот Михаел. Интересно е што при самиот чин на правење на акумулацијата и потопување на црквата, иконите не се дислоцирани навреме, така да денеска тие се во состојба да половина од живописот е сочуван, а половина од живописот, односно иконописот, е уништен. За црквата посветена на Свети Никола и за животот во Маврово некогаш, спомените со нас ги споделуваат најстарите жители од овој крај, Коста Симески и Селвија Митревска. Све беше мермер. Пред Валтерот, олко едно парче, од едниот крај до другиот. Мермер беше плочки. Тја кој правеле црквата уште. Тога е правеле и тога мермер туриле плочки, олка и ваке бе плочки бе во ред. Све. Иконостасот од дрво беше. Не го стаја во вода да бидат. Зашто фати вода, па пушти и тога го кренавме све, иконостасот, иконите, све. Фреските што беа во долната црква, пред да и фатит водата, кога и фатит, пред да и фатит, и кога почна да иде водата да фаќа многу воќе, и се собравме цело село. Ние, машиве, машкиот пол, све враки, по двајца, по еден големи икони беа, и се сад големи. И дојде овоја Чирил, наново и пеа, и наново служба држи, и ова е богослови. Трајко имињата Ставре од Ничворо беше. Трајко одавде беше. Овја Мијан одавде беше. 3 попа имаше Мавровски, а еден имаше од Ничворо. На Великден, нарочито беше на Великден службата голема. Црн петок, Вели четврток, Црн петок, Светија Велико и до Великден. На Великден, кој ќе доја в црква да земат причесна, одолно мало. Доавде, ред беше, може 200 души. Не сти променети со трепетурки, со ѓердани, со работи, младите настарна, ние као деца имаме настарна, ваке седевме, ѓаци, 120 ѓаци бевме ми овде. Ја кога учев, 120 ѓаци беа. Вртевме околу црква, ѓациве свите. Во 12 сатот лупаше звоната, лајница се чуеше. Ова голема возловна. Таа ја е памтам.
и кој ќе звонеше таја, јачеше на Мавроскјанови. Тоа беше најголем чест, причест на 6 недели да постиш. Мрсно да не јадеш ништо. Па кој ќе дојаме за причесна, кој ќе удреше во 12 ноќи сатот и ќе се такмичи која неста повар го додит да го увеет напред и кој ќе завршише службата, попот ќе даше причесна мие. Одавде до она куќа, црквата голема, до она куќа. Вред, ѓаците, прво ќе им даше на ѓаците, нас као деца, барбо, а после ќе им даше и по старите, што рече. Вие сте Силвија Митревска, Да. родом од село Маврово. Да, Маврово. Мајка ми се викаше Ана Таткото? Новак. Едната сестра по старата Сара. Другата Кристина. И ја. Имаме и сестричка, друга Роска се викаше таа. Само таа почина. Имињата на вашите браќа? Еремија, Душан, Белјан. Колку години имате? Кога сте родени во село Маврово? 1927. Каде живеевте во село Маврово? Во кое мало? Ќе црквата. Како се славеа празниците Божик и Великден? Многу убаво. Многу се славеше за Божиќ. Мајка ми, татко ми праја пача. Кој ќе беше чисти понеделник, мајка ми не ни даваше да јадеме до ручек. Ќе стружеме, ќе правиме масноти што сме јали пиле. Што се стружеше? Лонците, тавите? Тавите, трпензата, све тоа се попаруваше. И после поручек ќе ни даваше да јадеме. Значи, вие строго сте постели и како деца? И као деца, убави подсети, убави успомени сме имале. Камбаната беше на Голубови од Белоград, они тамо учеа факултети, колку се сеќам ја. И која правеле, камбаната е донасле од Белоград беше. Вие сте крстени во црквата Свети Никола во Маврово? Да, И сите деца беа крстени од вашето семејство? свите деца беа крштени. Црквата Свети Никола од Маврово, според ценетиот интернет медиум Huffington Post од Соединетите Американски држави, е прогласен на годинава за најубава напуштена црква во светот. По својата архитектура, таа е специфична и е една од помонументалните цркви во Западна Македонија. За жал, сега таа делумно е срушена и не може да ја согледаме првобитната монументалност и убавина на објектот, но сепак се распознава дека тоа е еднокорабна, поголема базилика, која имала широка калота, односно купола, која се подпирала на пандантифи и на широки лаци, кои денеска се добро распознаваат и во форма на пиластри завршуваат на страната од зидовите, на јужниот и северниот зид. Се разбира, таа има и припрата. Припратата е јасно одвоена, говорам во смисла на конструктивни елементи, така да првобитно црквата била исклучителна по својата форма. Забележително е што внатре самиот олтарен простор е расчленет и јасно се издвоени делот на проскомидијата, главниот, односно олтарната апсида и просторот на џакониконот јасно се издвоени. Не можеме со сигурност да тврдиме дали првобитно црквата Свети Никола во Маврово поседували фреско живопис, бидејќи истражувања во претходниот период за жал се немаат случајно, поготово пред
потопување на самата црква, кога имало можности далеку по-идеални и по-погодни за истражување на црквата. Na 24. maj, na praznikot na Sveti Kiril i Metodi 2008. godina, se osveti ovaj velelepen hram za nas, koji što je posveten na Sveti Nikola. So toa voskresna i kutot kon ovaj svetitelj, koji što datira od 19. vek, a čije svedoštvo je crkvata Sveti Nikola Leten, potočno starata crkva danes potopena često vo zimski period vo Mavrovsko jezero. Činot na osvetuvanje togo izvrši na ovaj hram gospodin Kiril, mitropolit Pološko-Kumanovski, a soslužuva mitropolitot Povardarski gospodin Agatangel i mitropolitot Bregalnički gospodin Ilarion. U isto vreme bea osveteni i temelite na manastirski konaci koji što se ušte sevo izgradba. Do crkvata koja što se naodja po Kripatot vodat 33 skalila. Noviot hram posveten na Sveti Nikola je karakterističan po svojata prostranost vo nadvorešnjot i vo vnatrešnjot del. Nadležan eparh za ovaj hram beše mitropolitot gospodin Kiril, su čija podrška se izviši i ovaj nebesen korab. Glaven arhitekt na projektot je diplomiraniot inženjer Nevenka Pančevska. Manastirskata ograda i dvorskata infrastruktura so kamen se na Marko Damjanovski so grupa majstori. Jedinstveno ogromnata ljubov i istrajnosta na nekoj komu mu je ova roden kraj, kada što toj je krsten i se pričestoval kako dete vo selskata crkva, možele da istraat reči si cijeli 14 godini, koliko što trajala izgradbata na ovaj crkven hram posveten na Sveti Nikola. Ljubovta i istrajnosta ovaj pad se delo na gospodin Dušan Petreski, glaven inicijator i koordinator za izgradbata na hramot od temelite do danes, so podrškata na okolo 120 ktitori od Makedonija i poširoko. Freskoživopisot je usoglasen so kanonite i je delo na Mome Trajkovski i taj fatazografi Alpi, Giuliano, Jovan, Ema i Vlado. Ikonografijata je naslikala rakata na Đorđi Svetković, a rezbata je vdlabil Vlado Stojkovski. Vo crkvata se vgradile i makedonski te vernici su svoji darovi,
kako i влюбениците вонеа од други земји, Германија, Словенија, Црна Гора, преку нивните икони и други ктиторски прилози. Нашиот Бог постојано сега и секогаш и во вечни векови. Денешниот активен живот во црквата се одвива благодарение на големата ревност на отецот Трпе Богоевски и неговиот помошник Борче Даниловски. Дали невестите и за кои празници гувеа во црквата Свети Никола? Они гувеа за Божич, за Великден, најголемите празници што гувеа. И тие невести која е прва у селото. Венчана? Венчани, све тука било, и венчавки, и крстевки, и све тоа. И невестите што беа облечени у алтан, све беа капа, ми ја викаме трпетулка, капата. Та све со дукати наредена беше трпетулката. Колку време се гувееше? И па служба, додека заврши. За време на литургијата, за богослужбата? Да, служба. Така, за време. По повеќе невести гувеа одеднаш? Или само една? Не. Колку невести се зеле и тие? Сите гувеа невести. Многу пати имаше по 2 нести се венчава во еден ден. По 3 нести. Село големо. Оба недела закажува ја, другата недела и воеднаш ќе доеше поп Ставре, ќе пати идеше од Ничворо. Конј бел, на коња качен, ќе доеше, ќе венчаше, или погачите го погачи големи. И ќе кршеше по едно парче на свите. Јас се венчав од прве Миле Крајчевски, Филиповски, генерал беше на Мајданпек во Црна Гора. А кум ми беше. Од Црна Гора дојде за свадбата поштовање имаше. Мое, првата недела не втасавме, втората недела мирно стоеше 2 војника одавде и одавде, седан мирно, и тој со раката поздравуваше, па ме тоа како сега. А иначе свекое мало имаше своја чешма. Од мало дабенци
Bežanovci, Pjančevci, Gornji kraj, svako je malo. Češma imaš i tu je polna voda, tu je Nestici nosena voda, tu je имаше Веселби, tu беше много. На Балаклия, на Бойков кладенец. Балаклия ходиме, там одеме цело село. И Дичворо, и Людо, и вода има Бойков кладенец, викаме водата. Водата е извор, кој знае од кога е. И tu je tamo ručak davаме. Svite familiarno ručovat, jadat, pijat, jaganca pečat. Veselba беше голема. I Bojkoviot kladenec во Mavrovo денес е посветен на Свети Никола. На изворските свежи води со сласт се сеќаваат посетителите и секогаш со радост повторно се враќаат на овој кладенец и на бројните извори и чешми во село Маврово. Čudni se simbolite na времето. Ретко кој ова стара чешма над 100 години би го подсетувала на венчавка. А токму тука младите моми од село Маврово доаѓале да полнат вода со своите бардаци, а младите момци да бендисаат мома за невеста. Од тука почнувале првите воздишки, погледи и венчавки. Кажете ми како се венчаваа младите? Дали имаше стројници или пак некаде се запознаваа на чешма, на кладенец? И па се идеја со на вода на чешма со стомни, кој како е сака девојката ќе ја пазит. Да прозборат, да се нашалат и така. Тога немало сасници, немало одење. Како изгледаа момците во ваше време на кладенецот? Како доаѓа? Во носи? Како бе облечено? Градски? Не, градски, цивили. Имаме комшија тука, тој и у Белград живееше. Ќе дојдеше на зима, дотеран облечен со шешир, рукавници кожни. И ќе дојде, ќе викат Новак. И ја ќе искочам. А врекнака дојде сестрата и каже, мене каже. И така на се кладенец да дојде. На кладенецот. Ќе пуниле вода. И така се запозна и се зема. Му вика некои лоши луѓе и тамо некогаш било. И вика, бре, како ќе ја земе това девојче, човеко? Болна е, не земај. Виж колко и тоа било увредливо. Момчето ќе викаше, ја еден ден да живе, ја ќе ја земам. Кристина, ја ќе ја земам, Кристина. Така ми викаше, јака она водаджија. Појде и дојде кажи и врати се назад. Зашто близко живееме многу. Мамо кладенец, таму си мамо мори јас најдов, девојче танко мамо високо. Хеј, моме, хеј, моме, хеј, моме убаво. Хеј, моме, хеј, моме, хеј, моме убаво. Бело си лице, мамо, миеше, руса си коса, мамо, чешљаше. Хеј, моме, хеј, моме, хеј, моме, убаво.
naše. Idi, mamo, mori posakaj, da li ti ja dadat, mamo, za mene. Hej, mome, mome, ubavo. Hej, mome, mome, ubavo. Hej, mome, mome, ubavo. Hej, mome, Starите Mavrovčani se sjetjavaat дека кога биле мали деца, родителите ги праќале да купат сол и други намирници до село Леуново. Тоа значило дека тие требале да го препешачат целото Мавровско поле. Во тоа време било навистина мачно нешто да се заборави да се пазари, затоа што тоа значило дека повторно треба да се препешачи Мавровското поле, а денес Мавровско езеро. Меѓу оние кои имале такво детство било и семејството на Селија Митревска и, за жал, веќе упокоениот сопруг Трајко Митревски. Тие одгледале 4 деца, имаат 8 внуци, како и правнуци, со кои посебно се радосни и се гордеат. Ваш правнук е и Ченто Велјановски, така? Да, Гаве е на Ченто, татко. Вашето моминско презиме е Велјановска. Велјановски, така, нашето. По кого го доби името вашиот правнук Ченто Велјановски? Внукот Ченто крстење по председателот Ченто и тој. По председателот на Слободна Македонија. Македонија, така. Како се случи неговиот татко да замине од Македонија како печалбар во Австралија? Гаве беше политички затвореник? Да. У Кале беше таму затворен. И така, благодарение некои бркат ја работи, дозна да ќе го стрелят и другарите негови свето стана, кој што знаеше, стана од прозор му впалија јуже му дале и од по јужето доле се сигне. И така се спаси. Значи тој беше за Слободна Македонија и Да, затоа беше затворен после Затоа. Втората светска војна. После седеше, не знам, че пријатели, че луѓе, се сеќам тоа. Седеше таму, малку го скрија, они не го кажува. И така после успеа, отиде во Риека. У Риека таму нешто јазик научи, со морнарите да го префрлат за во Австралија. Всушност тој стана печалбар и замене во Австралија и стана Австралија. дел од македонската диаспора. Да, И неговиот правнук, кој го носи името на првиот председател Ченто, вашиот правнук Да. Ченто Велјановски, денес е доктор на науки, професор на универзитети во Торонто, во Мајами, во Њујорк и еден од врвните и водички економисти во светот. И исто така е ангажиран и од страна на Оксфорд универзитетот и на Кралскиот коледж во Велика Британија, така? и да, после тој си имаше знање и тоа јако ќе слушна еве стара на телевизија, па се дичам некако. Ченто, Ченто. Маврово денес е речиси викенд населба. Неголемиот број жители се раселени во градовите во Македонија, но и пошироко во диаспората. Народ имаше 200 куќи. Од кој ќе почнеш од Божич, Водици, Великден, во свите празници, све си имаше, свекој мало имаше свој празник. Да речем, ние Иликден, Митровден, Иликден, Крстовден, свите мало, ова мало служи оваа црква, ова. А иначе, цело мало беа. 7-8 мала, 10 мала беа. Свекој мало, 5-6 куќи ние овде бе Дамевци, Бежановци, Горни крај, Кичиковци,
sve koje malo si imaš ime to svoje. Poće беше Sveти Nikola, гордо мало. Го служеа мало, у наглости одеа едни ке други. Одеа наглости многу и та. Ништо денеска. Малово му е 4 куќи. Ова мало беше 25 куќи. Куќава моја од децава што е, овие све са од црени, ова од комшијава, од чедета, еден и другиве ретко. Свекој по 2-3 куќи, по 2-3 фамилии, ама нису. Православниот дух во Маврово сепак се уште живее. Затоа сведочат и иницијативите за нови црковни градби. Меѓу нив е и намерата за градба на црковен параклис, посветен на Свети Јован Крстител, како и веќе во фаза на изградба црквата посветена на Пресвета Богородица. Голема е желбата на мавровчани и за дислокација и оживување на литургискиот живот на најубавата напуштена црква во светот, Свети Никола. Инаку по својата монументалност, црквата Свети Никола можеме да ја споредиме и како еден компаративен материјал да посочиме католиконот на Бигорскиот манастир, може би и католиконот на манастирот Рајчица, кога Свети Ѓорги Струга, тоа се неколку објекти од Западна Македонија кои се приближно со исти димензии како црквата Свети Никола во Маврово. Се разбира, гледано од аспект на димензиите и монументалноста, таа ги надминува скоро сите цркви од 19 век кои се градени во Охрид. Навистина импозантен објект и таа заслужува во некое наредно време своја дислокација и повторно градба на некоја си блиска позиција до сегашната, бидејќи ги содржи се уште сите елементи врз кои што може да се направи идеална реконструкција. Не само физичките димензии, должина, висина, широчина, туку се уште се присутни конструктивните елементи внатре во објектот. Би одело камен по камен, се разбира. Нашите служби за конзервација и реставрација веќе имаат искуство со такви зафати. Само да подсетам дека во последно време тоа се случи со црквата во Здуње при градба на централата Козјак, иако тоа е помал објект, многу помало од црквата Свети Никола во Маврово. Што поскоро се пристапи кон еден таков зафат, тоа секако би било во корист на поавтентична реконструкција. Инаку, ако се пристапи кон самиот процес на дислокација на црквата, верувам дека следниот чекор би бил заживување на самиот објект и самата црква би се ставила во литургиска употреба. Инаку тоа е суштината на самиот процес. Не верувам дека таа би останала како музеј, затоа што и во претходниот случај црквата во Здуње, што реков, таа веќе се употребува за литургиски потреби. Јас, Доситеј, избран и устоличен митрополит Македонски, се заколнувам во Всеможниот Бог дека во своите дела и постапки ќе се раководам само од доброто и интересите на нашата света црква и татковина. Овие зборови се дел од заклетвата на архиепископот Охридско-македонски господин Доситеј, кој е првиот избран архиепископ на возобновената Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Позади нас е основното училиште во село Маврово, а над овој простор била некогаш родната куќа на овој духовен великан. Се надеваме дека во најскоро време ќе се исполнат очекувањата на ова место да има спомен обележје во негова чест.
Дедо Коста ја збогати македонската црковна историја, откривајќи ни го за прв пат во оваа емисија местото на родната куќа на архиепископот Доситеј. Дедо Коста, Кажи. вие сте најстар жител на ова село. 90 години. 90 години. Без 3 месеци. Кажете ни, кој е ова мало сега каде што Ова се мало движиме? е, горно мало, и Лазоровци, тоа беше мало по мало, али заедно беше цело горно мало. А вие дојдовте со дедото Доситеј Со дедото до Доситеј темелите? до камењето дојдовме и ни тој ни кажаше. Ова е, викаше, овде сум ја роден, овде сум паднат од мајка. Да го памтите. Може да покажеш, дедо Коста, каде беше поточно? Родната Поточно куќа. не можеме да влеземе внатре. Но, Одавде вака овде. Овде ке што е празно, празно ова. така? Туе имаше ширина, беше туе. Двор, место. Така? И кога дојдеме, доавде дојдовме ние. Мгм. До темелите веќе дојдеме. И кога рече, деца се да ви каже дедо, каде е роден. Овде не е роден, не? И почна да плаче, не можеше да издржи, више се пури, во зидовите попури се ваке. Ах, камење мој, тоа му беше одговорот. И ми околу него све го прашувавме. Како е? Не прашајте ме како е. Вр, сълзи, ронетко да го тепал некој. Толку беше нажален и толку беше ујаден, нашински речено. Ујаден од што се осети, што виде старите места. Неколку пати ќе дојдеме ми, овде и ќе речеше децо, ајде дедо и ќе му донесете мало црешни. А тука имаше цреши. Црешни имаше маски, кучни. Дождот од солзите за родното место, каде што тој паднал од мајка, како што самиот ќе рече, и духовната православна убавина на овој крај, биле длабоко врежани во срцето и душата на архиепископот Доситеј. Тој исконски ја чувствувал вистинската вонвремена убавина, пред која секој збор е одвишен. Убавина пред која се стои простум. Убавина пред која се молчи. Убавина пред која се солзи. Амин. Благослови душе моја Господа, благословен си Господи. Благослови душе моја Господа и вся внутренняя моја имя святое Его. Благослови душе моја Господа и не забивај всех воздаяний Его. Очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благи желание Твое, обновиться, яко орля юност Твоя. Творяй милостини, Господ, и судьбу всем обидимым. Сказа пути своя Моисеови, синовом Израилевим потjenia своя. Щедар и милостив Господ, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневається, ниже вовек враждует. Не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесной от земли,
Utvrdil jest Gospod milost svoju, nabojašćися Jego. Jeliko odstojat vostoci od zapad, udaljil jest od nas bezakonija naša, jakože ščedrit otecini, uščedrit Gospod bojašćися Jego, jako to i pozna sozdanije naše, pomjanu jako perstje smi. Čelovjek, jako travat nije Jego, jako cvijet celni tako cvijete, jako duh projde v njem i ne budjet, i ne poznajet k tomu mjesta svojego. Koga se zablagodarih na nede do kosta, toj ni reče, ova je za spomen na Mavrovo, za spomen na site. I nije se razdeluvame od vas inspirirani od njegovite zborovi. Na ova raspukana zemlja pomolitvite na Sveti Nikola i site sveti krstot na Mavrovo, Gospod neka go nosi. Amin.